Благодарам, председателе. Благодарам за поставеното прашање и пред да поминам на директен одговор на прашањето што беше поставено од страна на пратеникот Оливер Спасовски, сакам уште еднаш да апелирам и до партиите од владеачкото мнозинство, и до партиите од опозицијата, и до сите граѓани на Република Македонија, инцидентите кои се случиле во изминатиот период, посебно оние кои се случиле помеѓу малолетни лица, да не се користат за дневна политика и за водење на кампања на политичките партии. Навистина, постојат многу теми на кои политичарите може да ги спротистават мислењата, аргументите, програмите и предлозите, и во најмала рака децата заслужуваат да бидат настрана, оставени од дневно-политичката арена. Инаку, почитуван пратеник Спасовски, вие го започнавте вашето прашање посочувајќи еден немил настан, каде што за жал имаме тешко повредено лице. Меѓутоа, намерно или не, пропуштивте да потенцирате дека настанот е целосно расчистен. За овој настан се пријавени 4 сторители. На сите четворица им е одредена мерка притвор, а на прво осомничениот мерката притвор му е во траење од 30 дена, а останатите тројца во траење од 8 дена. И мислам дека ова е доволно јасна порака за сите оние кои на било кој начин употребуваат насилство или сметаат дека одредени ситуации ќе ги надминат со насилство, дека насилството нити треба, нити смее, нити може да биде одговор на било која ситуација. Верувам дека ќе се придружите кон овие мои апели и заеднички ќе испратиме пораката до младите луѓе за меѓусебна толеранција и меѓусебно разбирање во функција на мирно надминување на сите конфликтни ситуации во кои тие можеби ќе се најдат, што не е нешто што е некарактеристично за лица на таа возраст. Инаку, почитуван пратеник Спасовски, Министерството за внатрешни работи, освен што ги евидентира настаните како надлежна институција, секако дека прави сериозна анализа и води грижа колку што е можно повеќе да се намалат трендовите, односно бројките да бележат пат, а позитивната атмосфера или атмосферата на меѓусебно разбирање помеѓу младите луѓе да се подобрува, се во функција на мирно надминување на кризните ситуации. Во таа насока, господине Спасовски, јас ќе се повикам на бројките, бидејќи јавноста треба да ги знае и добро е да ги знае за заеднички од ова собрание да испратиме порака, иако вие се обидовте да ги толкувате и моите изјави и изјавите на председателот на владата, иако нема ништо различно и во едната и во другата изјава. Напротив, се работи за идентични пораки кои апелираат на смирување на состојбата, откривање на сторителите, нивно најостро санкционирање и обесхрабрување на сите политичари или поединци или групи кои на било кој начин се обидуваат децата, малолетните лица да ги стават во функција на нивни дневно-политички цели. Кога зборуваме за бројките, значи од досега регистрираните 132 случаи на насилничко однесување помеѓу деца на училишна возраст, тука значи и од основно училиште и од средно училиште, на територијата на цела Република Македонија, ние сме презеле соодветни мерки и сме предложиле санкции преку поднесување на соодветни пријави за 207 малолетни лица. Значи 207 лица сметаме дека се одговорни за насилничко однесување. Од тие 207 малолетни лица, дури 35 се гонат кривично, што значи направиле кривично дело, сериозна повреда на законот, а 172 имаат прекршочни пријави. Не случајно ги потенцирам бројките и се повикувам на нив, затоа што бројката од 207 лица кои досега се санкционирани токму за вакви инциденти говори доволно дека насилството не може и не треба да се толерира. Инаку карактеристично е дека насилството претежно се случува во главниот град, меѓутоа има и насилничко однесување и на просторот на другите сектори за внатрешни работи и сосема природно, сосема нормално и стручната јавност и ние како надлежна институција превземаме низа мерки во кои за жал вие досега не ни се приклучивте, меѓутоа еве јавно ќе ве повикам да ни се приклучите и заеднички да ги испраќаме пораките до младите луѓе, онака како што тоа утрово јас го направив на еден јавен настан
по повод новата кампања која ја промовираме заедно со неколку скопски општини во функција на спречување на нарушувањето на јавниот ред и мир во автобусите на јавното сообраќајно предпријатие. За жал, од Социјалдемократскиот сојуз, иако настанот беше јавно објавен и сите беа поканети и повикани како релевантни општествени чинители, немаше представник, но се надевам дека во некоја наредна прилика ќе процените дека е добро и вие да ја испратите истата порака, од каде што ние испративме порака на нетолеранција на насилството, значи откривање на сторителите, нивно санкционирање и обесхрабрување на насилниците да се однесуваат на начин кој е спротивен на законот. Значи, оваа кампања практично ја започнавме од денес и ќе трае во наредниот период. Ние имаме комуникација со локалните самоуправи засега од 4 скопски општини, но јас се надевам дека и другите градоначалници ќе се охрабрат и ќе ја прифатат оваа кампања и ќе ја имплементираат во нивните средини, онака како што тоа го прави Кисела вода, Гази, Баба Сопиште и Ѓорче Петров засега, но имаме најави и од градот Скопје дека ја поздравуваат акцијата и дека се спремни да се вклучат во истата. Секако дека кога ќе се случи еден немил настан, потребна е анализа. Меѓутоа, анализата не смее да се сведе само на дневно-политички коментари и меѓусебни критики помеѓу политичките партии. Таа мора да содржи и осврт на бројките, но и осврт на причините зошто некои работи се случуваат во општеството. Јас заради ограниченото време и покрај бројните студии и бројните податоци до кои досега сме дошле, не сум во можност денес целосно да ја презентирам таа анализа, но добро е што токму денес во еден од најтиражните весници во Република Македонија излегоа делови од таа анализа, каде што не Министерството за внатрешни работи, туку стручната јавност коментира за дел од причините, анализирајќи ги бројките по однос на оваа проблематика. Имено од анализата, и верувам дека сте ја прочитале, ако не ќе ви посочам по завршување на седницата во кој медиум е објавена анализата, значи се гледа дека во последниве 2 години, според бројот на регистрирани кривични дела направени од страна на малолетни лица, бројките бележат пат. И тоа во 2012, например, имаме 1001 настан наспроти, например, рекордните околу 1500 пред 2006 и во 2006 година. Но бројките не треба да не оставаат рамнодушни. Иако трендот на бројките е негативен, многу посуштински се причините и структурата на инцидентите во кои младите луѓе се инволвирани, и она што загрижува е тоа што се повеќе млади луѓе се полесно прибегнуваат кон насилство и чинат тешки кривични дела. И тука експертите велат дека ваквиот тренд пред се должи на одредени состојби во општеството, каде што за жал семејството ја нема истата улога како што ја имало во минатото. За жал, се помалку влијание има образовниот процес. За жал, се повеќе се користи говорот на омраза во јавните настапи, и тоа не било од кого, туку од луѓето кои имаат значајни општествени позиции, вклучително и политичарите и политичките партии. Сето ова се фактори кои на некој начин асоцираат на промена на системот на вредности во општеството, за жал во негативна насока, и кои влијаат на однесувањето на малолетните лица. Токму заради тоа, почитуван пратеник Спасовски, од оваа говорница не би сакала политички да се пресметуваме на оваа тема или да полемизираме во насока на тоа кој од нас и дали некој од нас воопшто ќе добие политички поени. Ова не е тема на која треба да се собираат политички теми. Ова е тема на која очекувам дека вие, кои за себе велите дека сакате да бидете одговорна опозиција, ќе излезете и ќе ги поддржите институциите во сите напори што ги прават. Ќе ги поддржите сите активности и сите кампањи кои ги водиме за намалување на насилството помеѓу малолетните лица. И на крајот на краиштата, еве, бидејќи сега имате право на збори да поставите дополнително прашање, очекувам да ја поздравите кампањата која денес ја започнавме и лично да се вклучите во неа. Благодарам.